Сега веќе нема никакво осудување за оние кои се во Христос Исус и кои не се водат по телото, туку по духот. Зашто законот на духот кој дава живот во Христос Исус ме ослободи од законот на гревот и на смртта. Она што законот не можеше да го направи, бидејќи беше ослабен поради телото, кој изврши Бог испраќајќи го својот син во тело. Подобно на гревовното тело и како жртва за гревот, тој го суди гревот во телото, за да се исполни правдата на законот во нас, кои се водиме не по телото, туку по духот. Многу мина имат ревност за Бога, но без правилно сознание, зашто не знаејќи за Божјата праведност и тежнејќи да воспостават своја собствена праведност, тие не се починија на Божјата праведност, бидејќи крајната цел на законот е Христос, за да биде оправдан секој што верува. Зашто Мојсей пишува за праведноста која е од законот? Човекот што ќе го исполни, ќе биде жив преку него. А праведноста од верата вели да не речеш во своето срце, кој ќе се искачи на небото, односно да го симне Христос, или кој ќе слезе во бездната, односно да го изведе Христос од мртвите, аш го вели тара. Близко до тебе е словото во твојата уста и во твоето срце, односно словото на верата што го проповедаме. Зашто атосно словото уста исповедаш дека Исус е Господ, и ако во своето срце поверуваш дека Бог го воскресна од мртвите, ќе се спасиш. Бидејќи со срцето се верува за оправдание, а со устата се исповеда за спасение. А и писмото вели, никој што верува во него нема да се посрами, бидејќи секој што ќе го повика името Господово, ќе биде спасен. А Исаија се осмели да каже, ме најдоа оние што не ме бара, им се откривна оние што не прашаа за мене. За Израилот пак бе ми постојано ги подавам своите раце кон непокорени. Бунтове на
веќе нема никакво судување за оние кои се во Христос Исус и кои не се водат по телото, туку по духот. Зашто законот на духот, кој дава живот во Христос Исус, ме ослободи од законот на гревот и на смртта. Законот на духот, кој дава живот во Христос Исус, ме ослободи од законот на гревот и на смртта.